Новиот закон за судски совет ги помина сите владини процедури и ќе патува во Европската комисија за проверка. Крајниот рок е јуни до кога треба да ги помине и собраниските филтри и да стапи на сила. Заменик министерот за правда Ален Дерабан очекува во брз период да ни биде вратен од Европската унија и доколку има одредени забелешки брзо да бидат имплементирани. Потоа ќе биде доставен до претениците за разгледување и гласање. Законот беше изработен од работните групи формирани од Министерството за правда, беа одржани 5 јавни расправи, од кои 4 на подрачјето на сите апелациони судови. Законот беше преведен, испратен на мислење до Венецијанската комисија, беа добиени препораките, истите беа инкорпорирани и имплементирани во законското решение. Законот ја помина целата владина процедура и на последната седница на владата е донесен законот. Во меѓувреме, според актуелниот закон ќе се назначи нов член на највисокото судско тело, бидејќи судскиот совет најрано 3 месеци пред истекот на мандатот треба да го информира собранието кое пак распишува углас. Во моментов сите органи и институции се должни да ги почитуваат важечките закони, без разлика во која фаза на донесување се новите закони кои што се дел од пакетот на реформската агенда, меѓутоа не облигаторно, меѓутоа треба да ги имат во предвид и критериумите, очекувам да ги имат во предвид при изборот и критериумите кои што се содржани во новото законско решение, кои се дел од препораките на оценската мисија. Како дел од пакетот на реформската агенда за правосудниот систем, интензивно се работи на новиот кривичен законник. Според заменик министерот, со тоа ќе се коригираат скандалозните измени донесени во 2023 година од СДСМ и ДУИ со европско знаменце. Новиот кривичен ќе опфати и други нови европски директиви, а по неговото комплементирање и тој закон ќе биде испратен до Европската комисија.